Подготвен ли сте да завршите на суд заради говор на омраза? Заради случаите кои ги спомна господина Димитров? Овдека јавно изјавувам дека никого не сум навредил директно. А ако некоја група луѓе сака да ме тужи, не гледам прво ни причина, второ не гледам ни непосреден мој атак врз тоа. Ако не сметате ли дека последиците за кои говори господин Димитров, за кои се издаваат со години соопштенија се токму тие каменувања на ЛГБТ центарот, напади на активисти? Не. Вие допринесувате, тоа е идејата и заради тоа завршуваат. А знаете што, вие со својата емисија допринесувате. Во тој случај имам право и по Богу и закону да го кажам тоа што го мислам, нели? Тоа е демократија. На поттикнување на дебата, цивилизиран диалог. Го цениме тоа, ќе се обидеме да бидеме цивилизирани. Слободата на изразување не е еднаква на говорот на омраза. Во ред, во тој случај ќе бидеме малку по-француски расположени и ќе го кажам ово. Значи, јас никого не напаѓам, но јас никому не дозволувам да мојот модел на размислување за тоа како еден маж треба да изгледа, дека некој може да го смени. А кој мислите дека се обидува вашиот модел да го смени? Дечко, влегувате во сите можни пори, рече, на општеството. Влегувате во сите А вие не сте влезени во сите можни пори на општеството? Па вие, види, ние да не сме били онакви како што сме биле, можеби многу деца не би ни постоеле до сега. Но вие се сведувате на репродуктивната улога. Знаете, читай меѓу редови малку, не ме речи за јазик. Читай малку меѓу редови. Кому ти да даеш дете да воспита? Да му даеш на двојца мустакли. Замисли едно дете кое расте и двојца мустакли се залапале тука и детето ги гледа и го прифаќа, тоа како нормално. А што е гаранцијата меѓу маж и жена дека тоа би било среќено детство? Да, али детето секогаш ќе знае дека има мајка и дека има татко. И онака ќе има биолошки. Биолошките родители ништо не еден татко и еден. Не сметате ли? Да, тоа значи дека ги делегитимизирате сите мајки кои што се самохрани, например, без еден татко покрај детето со кое што расне. Не ме води у погрешни води, молим те. А вие велите една мајка и еден татко. Секој тоа не се одвесува на тој модел. Оваа емисија, прво што ќе рече, ало, овој што уопште дошол во емисија да расправља? Значи за мене, познајќи ги моите пријатели. И ја дури и сега се кајам што сум дојден во емисијата, меѓутоа бидна се фати фулно. Мора да ги образложите во А не се кајате претходно за колумната што ја напишавте, веќе сте почнале расправа. Па онда што е проблемот што се дошле овде во емисија? А зашто не е проблем колумнава? Овака сега. Што после таа моја колумна што си ја прочитал, така, тебе во ова општество на социјални релации, така, те донесе во непосредна животна опасност, во непосредна треба ли да биде убиен? Треба ли да биде господин Димитров убиен за да викувам ли ја некој овде да биде убиен? Велите дека се болни, велите дека се неприродни, настрани. Него. Не, јас генерално не велам него. Кажав своето мислење, а вие не извадујте од Или јас само ги позволив, ништо не. Значи, вели вака. Но за жал, а како моје приватно мислење, тоа е неприродност, настраност, бегање од природата, а во најмала рака болест. Тоа е моје приватно. Ги навредувате и борците за човекови права, сеедно дали се хетеросексуални или хомосексуални. Тоа е моје приватно мислење. Интересно е ја приватно можам да сметам и дека вие сте геи. Али тоа мислам, ја не тврдам. Дали повелете, мислете што сакате за мене, тоа не е воопшто важно. Не тврдам да, тврдите дека е болест. Интересно е, можеби Ива да потенцираме дека например сега пред многу кратко време имаше една голема конференција која што коментираше околу геноцидот со војната во Југославија, нормално повикувајќи се на искуствата и во Руанда, на еден исто голем светски масакар и на нацизмот. Она што го тврди е дека покрај претходниве два за кои што веќе се сложуваат голем дел од експертската јавност која што се бави со геноцидите, но и она што се случи во екс-Југославија е дека овој масакар и овој геноцид беше инициран од говорот на омраза. Она што е посебно интересно е дека нема потреба никој кој што го почнал говорот на омраза да каже одете и убивајте. Главната постапка да легитимирате наследство и при тоа да амнестирате некој од одговорноста зашто извршил наследство, некога ќе го дехуманизирате. Нема поголема дехуманизација во ова општество да кажете дека некој е болен, застран од природата, дека е помалку човек и дека не е нормален. Тоа е првиот чекор
кој што легитимира секое човечко наследство. И зашто мислите дека тоа е релевантно? Не, сега ти кажам, знам што зборам. Колку години имаш? 29. Ја може да татко ти видам. Тоа ништо не ми значи на мене во оваа дебата. Дозволи да завршам. Не, извинете, не можам да влагам во дебата во која се обидувате да ми дискутирате со муабети за накафанска маса. Ова е гледај, читај овдека. Дебатен процес. Сорно ме нервираш. Дали сум ја овде во функција, слушај, знам што зборам. Дали сум ја овде во функција на командант на некаква војна формација која повикува тебе некој да ти скине глава? Не. Јас во колумната само кажам, јас мислам вака и вака. Што тебе тоа те иритира? Ти мислиш може дека си ја ненормален, така ли? Не мислам воопшто. Тоа е легитимно право. Ма јас не мислам тоа. Па дај молим те. Па не мислам сега тоа да молим те. Што значи колумна? Колумната е авторски текст во кој што некој човек изнесува своји мислења. Во јавен простор, медиум кој што има моги да дистрибуира информации и вистина. Не овдека ти дали си свесен, затоа викам татко може да ти бидам, а во делот на медиумите сум за тебе Конфуцие. Значи, каква врска има тоа, дали можете да му бидете родител, не разбирам, господине Јонов. Ако слушаш ќе дознаеш. Јас искрено не би сакал, слушајќи ве што кажавте, што би му направиле на вашиот син да ми бидете татко, и не би сакал да разговарам со вас во нити замислена ситуација како во релација со татко. Види, дечко, не те познам, а не ми требаш да те познам, нити по свеедно, мислам, live your life, keep your sidewalk. Меѓутоа, што сакам да ти кажам? И не ми дозволи, виш ме прекина и затоа се изнервира уште поише. Значи, како легитимен авторски текст, ова е изнесување на сопствено мислење. Доколку ти сметаш дека моето мислење во јавен медиум е повикување на некаков насилен акт кон групацијата на која што ти припаѓаш, јас тебе контра прашање ќе ти поставам овдека. Нели ти си свесен исто за тежината на оваа јавна дебата која што ќе биде во етерот, во која што ти мене ме окарактеризираш или ме ставаш на исти ранг со некаков тамо рецимо човек кој што е спремен да убие било кого овака. Само затоа што не иска кон него. За да се свесен што. Не, први заменувате повторно тези, јас не ве стави вас во иста рамка. Не, извинете. Станувате насилен на оваа маса, ќе ве молам воздржете се. Значи јас вас не ве именувам и ставам во иста рамка, јас го ставам говорот кој што овде го потребувате. Второ, ако ги видите релевантните, па бидејќи се прогласивте за Конфуција на медиумите, не знам од каде Конфуција медиумите. Ало, реков дека за тебе сум Конфуција, не за медиумите. Па не знам дали сте, јас имам скоро докторат во областа, а вие не знам докаде имате. Кога мерите вие? Да завршиме емисија. Меѓутоа, ако некој експерт за медиуми мора да знае каков ефект има јавниот говор. Мора да знаете каков ефект има јавниот говор врз креирање на свет, врз креирање на емоции и социјални релации. Јас знам многу добро што реков. Ќе кажете ли на CNN дека има љубовта универзално значење? Види, љубовта, знаеш ли што е љубовта? И сега и ти ме изнервира. Ти река, љубовта е... Нема потреба воопшто да се нервирате. Ерос, Филос, Зорги и Агапе. Во делот на Еросот се мешаат лонците. Го има тоа и кај животните. Ја мислам, не сум неписмен човек, меѓутоа се нервирам тоа што нема доволно време да се доискажеме. Тоа го има и кај животните. Тоа го има секаде во природата. Значи, хомо односот или истовидни сексуални односи на исти видови. Тоа не е непознато во човештвото, кога постои човештвото. Меѓутоа, социјалното... Не го правили побогато, поразновидно, поубаво човештвото? Абе, заврши ми се. Мислам, јас не мислам така. Виж, добро, во ред. За разлика од дечко што мисли дека сум насилен. Да не бев испровоциран сега. Ние можеше се сретнеме во кафејана. Можеше да размениме мислења. Јас најљубезно, најкултурно ќе ги слушнев вашите ставови. Дали ќе се согласев или не, не е битно. Значи, не дозволувам никој и овој материјал ќе го барам да го имам како копија. Не дозволувам никој да ме нарекува како човек кој повикува на говор на омразата. Прво, сад си рекој никад. Второ, не дозволувам некој мене да ме окарактеризирува како човек кој што јавно повикува на насилие. И трето, јас преска тоа што реков дека ја дома растам дете со топки во гаките, ќе го повторам уште 16 пати. Тоа е моје право како родител. Јас со тоа не сакав тебе да те навредам, ниту пак целата групација на која што ти ете своевидно во овој дел настапуваш. Јас сум еден од активистите. Тоа не значи дека
сексуалноста мора да биде строго хетеросексуалец, односно хомосексуалец, за да се биде... Тоа се фатите, сестро. Има милион и една различна форма на социјално однесување во општеството. Сето тоа е прифатливо. Јас сум човек кој што е спремен со две ноги, не со една, да влезе во овој 21 век и да ги прифати сите нешта кои се поинакви од шаблонот. Но не по цена некој сите атипични нешта да ги инсталира како дефолт, да ги инсталира како нешто што е сосема не само нормално, туку и авангардно, туку и напредно, туку ин, туку модерно, туку се останато што не го прифаќа тоа што се инсталира како такво, да биде предмет на осуда само затоа што некој размислува по-конзервативно, само затоа што некој размислува рецимо, кај црногорците го имат тој израз чојство, чојски, мажевноста, мачоизмот. Тоа е нешто што... Човековите права се дел од сите конвенции релевантни. Во нив спаѓаат и правата, изборот на сексуални. Искористи ги сите институции на кои што јас со задоволство ќе се појавам и ќе се повикам на тоа дека во оваа емисија ти мене ме нарече човек кој потикнува на говор на омраза. Дечко, иди види дали врне надвор, молим те. Она што е можеби интересно е дека вие не се воземирувате кога некој нарекувате болен и настрана, се воземирувате кога на вас ќе ви кажа дека користите говор на омраза. Не мислите дека тоа е малку ти се појави во емисијата како некој кој се ишка мувата од капата. Ја тебе те спомнам ли таму? Дали те спомнат ли си со име и презиме таму? Не, овој аргумент комплетно е невалиден. Меѓутоа, навистина е фантастично. Знаете, мажите постојано користеа дека жените во својата борба за права едноставно им се наметнуваат и глумеа дека се цело време жртви на некаква си женска опресија. А фактите покажуваат дека во тоа едно традиционално општество се уште секоја четврта жена е жртва на физичко насилство, секоја втора на психолошко насилство. Јас навистина се прашам кој традиционален модел го застапувате? Традиционалниот модел во кој што пред еден век во Македонија жените се стопанисувани како стока помеѓу две фамилии. Нали сега ме шеташ у поле, Па вие рековте дека се конзервативен и традиционален. Јас се прашам дали се тие традиционалните и конзервативните вредности? Мешаш баби и жаби, бе дечко. Како мешам жаби и баби? Традиционално конзервативен. Овие прашања ги отворија феминистките, А друго извинете. е хомосексуалноста, која се проткајува и на мала врата влегува како нешто што е дефолт. Каде, кој го употребил тој збор дефолт? Извинете, ама не цитирајте, не ве молам. Кој рекол дека хомосексуалноста е ин? Дека е модерно? Тоа се искази што ги даваат само луѓе кои што се појавуваат постојано со хомофобични изјави. Никој од хомосексуалците не мисли дека е ин со тоа што е хомосексуалец. Станува збор на право и основно човеково право да гради некоја релација, интимност и социјалност. Претходно за да ти докажам дека сум во право во тоа што не, ќе морате за да тоа го тврдите да дадете цитат, извинете, ние овде работиме со цитати од ваша колумна. Вие ќе морате да цитирате каде ние сме рекле дека тоа е модерно или авангардно. Јас се повикувам на цитати кои се ти токму сега ги искажуваат. Кој? Па вие ги кажете, јас вас да се петелчиш. Слушај малку. Не, јас мислам дека треба да заврши емисијата, бидејќи преминува во навреди комплетно недолична дискусија. Добро, јас ви благодарам. Се надевам на ти си ми дури симпатичен. Знаеш ли каде си ми во кој дел на разговорот си ми симпатичен? Ти си ми симпатичен да затвориме емисијата. Во делот на тоа што Димитров би сакал да заврши емисијата и дека не. Симпатичен си во делот на тоа што како млад човек си информиран, образован, културен, васпитан и сето тоа е во ред. Значи, само сум импресиониран од твојата начитаност, спремност да дискутираш. Почитувајте желбата на господинот Димитров. Вие поставивте Димитров. темата хомосексуалност. Дечки, фала ми сам одавде. Чао. Добро. Очигледно. Благодарам што бевте гости. Благодарам.